Пошто Левица е единствената левичарска партија у парламентот, ние вака имаме малце обичај на поинаков начин да ги анализираме работите, така да јас... Немојте и јас да почнам на поинаков, сега да продолжам. Сега ја почитувам тоа што вие на поинаков, но има редослед во нештата, тоа е. Потврдам вака некои делови од програмата кои што јас исто како колегата онака се изнамачив да ја прочитам, некои пошто времето е кратко, некои делови од програмата вака да обрнеме внимание и на некои политички концепти. Би започнала со економијата која е уствари главна болка на граѓаните на Република Македонија. Нормално живееме во една од најсиромашните држави во Европа, малте не може живо најсиромашната. Едно што може да се забележи во економската програма која што ни е пласирана како предлог е дека програмата е, за разлика од претходната, иако и претходната не беше баш, или скоро ич не беше испоштована, е бутната накај десно. Иако нели нашите колеги од СДСМ љубат вака у последно време да се нарекуваат како левичари, еве јас ќе почнам со неколку само еве овака делови. Например, апсолутно во програмата се откажувате од прогресивниот данок. Значи, во програмата имаме едно вака интересно писание, пишува инклузивен процес, значи ќе има инклузивен процес на разговори, креирање консензус за воведување на истиот, значи за воведување на прогресивен данок, што мене ми е малку, вака да ви кажам, смешно. Смешно е да се очекува крупниот капитал, мислам, сам да се инклузивно, да се согласи сам да се даночи, и мислам дека тоа сите тука во салата го знаат. Значи тоа е една лага. Ако сакате да го даночите крупниот капитал, значи треба да се собере храброст и да се користи државниот апарат. Значи, соберете храброст и даночите ги ултрабогатите и даночите го капитал. Имено во корона кризата, што беше корона кризата, кој имавме вонредна состојба, апсолутно сите инструменти на државата ви стоја на располагање. Не знам, негде меѓу 70-90% од капиталот таму лежи, значи не е, луѓето имат погрешен впечаток дека наводно парите се во буџетот или дека нели луѓето од администрацијата примаат плати за џаби, слично не. Капиталот е кај приватните фирми, кај ултрабогатите, кои што вие очигледно продолжувате со стариот начин на делување, значи не ги даночите. Понатаму, нешто друго што ми падна во очи беше укинувањето на ДДВ-то за извоз на суровини, за увоз, на суровини и машини, што буквално би значило едно префрлање на средства од буџетот на Република Македонија во џебовите и на така веќе богатите странски инвестиции кои што се наоѓаат во слободните економски зони, од кои што ние имаме многу малку приход, не знам, тоа се брои во проценти. На овој начин и домашното производство на суровини се става во ситуација да изумире, иако оно веќе е на тешко. Значи ги стимулирате странците кои што се главните извозници од тука да не користат домашни суровини. Ја не разбирам на кој начин тоа ќе донесе до поголем економски развој, ама добро. Значи ние од тие странски инвестиции скоро и да немаме ќар, цело време се наградувани со субвенции и разни бенефиции, така што во главно ми сме во минус затоа што им ги плаќаме платите при донесите и така нешто. Тоа продолжување со таа штетна политика со наградување на тие странски инвестиции кои што се едни од најголемите експлоататори тука во Македонија, еден вид продолжеток од старата влада која што исто така ги тераше овие неолиберални реформи. Понатаму би спомнал, еве имаме намалување на персоналниот данок на IT работниците. Сега не е тоа само по себе лошо, ама IT работниците имаат едни од повисоките плати во државава. И сега ако ќе размислите зошто, например, не би се намалиле платите на луѓето што едве врзуваат крај со крај, значи тие што имаат по 150-200 евра што работат. Значи јас тука гледам еден вид на сакате тие луѓе да ги привлечете да ви бидат гласачи на некој начин, затоа што работничка класа веќе одамна не ве глас. И сега, сумирано целата програма, у суштина ќе створи многу дупки во буџетот, значи буџетот драстично ќе се намали и тогаш ќе дојдеме у ситуација тие дупки се пополнуваат. И значи тие дупки може да се пополнуваат едино со задолжување, значи веќе се задолживме со милиарди евра, значи сега најверојатно ќе не чека уште поголемо задолжување, можеби со уште по 1 милиарда евра. Понатаму, бидејќи ќе бидат намалени државните инвестиции во државните предпријатија, предпоставам дека ќе почне да се форсираат уште поголеми приватизации, како што еве
например, министерот Филипче не успеа да ја истурка приватизацијата на брзата помош, ама може би сега пак ќе се обиде. И понатаму, најверојатно ќе ги кревате даноците на обичните и на најсиромашните граѓани, како што и го правевте предходно. Ја, например, чак и поскупувањето на струјата го рачунам, го сметам за еден вид данок на најсиромашните, ако технички тоа не влага во даночување. Понатаму би сакал, еден друг момент ми беше интересен, например, тој политички концепт едно општество за сите, и би сакал вака еве од низ левичарски еве вака класна призма малку да го изанализираме. Значи, јасно и гласно еве кажувам, нема такво нешто во класно општество. Значи, нема едно општество за сите во класно општество. Се знае во класно општество за кого е општеството. Значи, не може милионери да ги водат министерствата и после ние од нив очекуваме да се грижат за луѓе кои што земаат 200 до 300 евра плата. Значи, колку имаме, например, милионери од кандидатите тука? Мислам дека е мандатарот Заев, како се беше изразила другарката Царовска, другарката Шекеринска, другарката Царовска и уште, може би уште некој, а и другите сигурен сум дека не заостануваат многу. Значи, од секогаш капиталот ќе си се грижи само за капиталот, така било, така и ќе биде. Значи, ние тоа го гледаме од 91 до се у пракса и понатаму не би требало да има коментар. Втор проблем со концептот кој ни се сервира едно општество за сите е што веќе подолго време, или да речем буквално од 91, ама посебно 2001, Македонија е фактички поделена на политички е поделена трибалистички, значи племенски. И ние апсолутно внатре немаме изградено национален консензус. Значи веќе 30 години ние, малтене 30 години зависност, немаме изграден национален консензус. Имено јас ја прочитав баш вчера таа колумна од New Europe, мислам дека беше што спомна колешката Силјановска. И таа пракса на терање на трибалистичка политика ќе продолжи со оваа коалиција на СДСМ и ДУИ. Значи, конфликтни точки, како да речеме Охридскиот договор, каде се имат судрено тие единки, вие не можете да ги користите како база и на нив да градите соживот. Значи, ево се обидуваме од 2001 и гледаме, например, како тоа у пракси изгледа. Ние, левица, тука во парламентот, кој што сме единствената класна партија, ние планираме тука на албанците да им се обраќаме класно. Не само на албанците, и на сите други малцинства секако. Значи, левица е македонска партија, ма левица не е партија на македонците. Значи, мислам дека, не мислам туку, сигурен сум, од искуството од 91 до сега, не сум забележал албанските партии да им се обраќаат на албанците класно. И мислам дека тоа ќе биде една промена, едно освежување, затоа што за нас сиромав човек е сиромав човек. Албанец работник, македонец работник, албанец земјоделец, македонец земјоделец, за нас тоа е исто. Значи, ние сме македонска партија, но не партија на македонците. Меѓу другото, албанците, мислам дека од македонците се и поразочарани. Во некои делови од Македонија живеат чак и полошо, и се повише се иселуваат. Мислам дека се од македонците поиселени. Значи, претходно го спомнав Охридскиот договор како точка на конфликт. Значи, ние треба, ако сакаме вистински, тој концепт едно општество за сите, нас ни требаат точки на спојување. Тие точки на спојување апсолутно ги има. Јасно, како ево другарот Апасиев го спомна пред некој ден, Неџата Голи. Значи, тие точки на спојување меѓу македонците и албанците апсолутно постојат, само се закопани, и то се намерно закопани, но еве ние ќе ги така метафорички откопаме, ќе ги воскреснеме и заедно со социјални мерки, заедно со силни социјални мерки, само на тој начин може да се изгради едно општество за сите и вистински национален консензус. Благодарам.